Дејан Костовски од Ѓорче Петров вели дека Бојан Јовановски, познат како Боки 13, не го испочитувал ниту договореното за плаќање на сметките за кирија, откако претходно му ветил, а не ја направил трошната куќа во која изби пожар и немаше услови за живот. Договорот бил Бојан до крајот на годината да му плаќа сметки, а во меѓувреме да ја реновира куќата. Но како што вели ова 24 годишно момче, Боки 13 не го одржал зборот, заради што морал да се задолжи да ги покрие сметките и киријата. Значи он што имаше последното параката пратено дека декември платен, со тоа што јануари е моја врска, ни тоа не е точно, пошто не го ни платил ни декември. Така ми каже и газдата. И за буквално празниците ми ги уништи, не се ни надевав дека така ќе изреагира. И за киријата еве и сега треба да работам до 3 месеци без пари за да можам долго да го платам кон киријата, кон сметките, кој што знам јас дека ми ги даваше само на газдата парите од станот, а јас си ги плаќав сметките. Пошто он како што тврди и сметките дека ги плаќал месечните трошкови, ни тоа не е вистина. Со објавата на неговата сторија на Макфакс, Дејан вели дека не му била намерата да отвори војна со Боки 13, туку да каже дека куќата не е направена како што му ветил Бојан и повторно јавно да побара помош од хумани луѓе. Со сето тоа однесување не ни мислев дека едноставно како да наречам ќе започне војна, заради тоа што таков голем човек хуманитарец не би очекувал дека ќе возврати на тоа што го кажав. Да, тврдеше дека јас сум патувал и надвор од Македонија во странство, што врска немам ни пасош, може слободно да провери дека немам ни пасош. Се надевам дека како што прочитав, како што слушнав дека изнудува пари, се надевам дека не е од тоа. Заради тоа што не би сакал со такви пари да ми помага. И му благодарам барем што не ми помогна ако се тие пари. Инаку по објавата на сторијата на Макфакс на Дејан му се јавиле хумани луѓе и му донирале помош во храна и хигиенски средства. Му понудиле и помош во мебел, но Дејан вели дека првично е неопходно да се реновира куќата. Се јавија, имаше еден човек од Рачево, со тоа што ми помогна со почеток со храна и со храна и со хигиена, а после тоа ќе видел некој ден ќе дошол да види што може да направи за почеток со куќата. Ќе апелирам до хумани граѓани кои што стварно се искрени и се да ме побараат ако сакаат да помогнат да се направи барем ова куќиче, за да може да се вселам, за да може да почнам од некаде и може да ме контактираат или на мобилниот телефон или на Facebook. Дејан заедно со неговиот неподвижен татко остана без кров над глава откако пред 2 години изби пожар во трошната куќа во Ѓорче Петров. Тоа сподели неговата приказна со јавноста, пошто Бојан Јовановски се понуди дека ќе му ја направи, за тоа време ќе му ја плаќа киријата. Откако Јовановски не го испочитува договореното, Дејан се јави во Макфакс и повторно побара помош. Тој живее со сестра му под кирија, зема плата од 12.000 денари, но 4.000 денари му задржува банката заради извршителски долгови наследени од неговите родители. Мајка му е почината, а татко му е сместен на геријатрија во Ѓорче Петров.